Денес нашава организација презентира етнолошка поставка насловена како Килимарството во Тиквешијата. Сушност на самата изложба, почитувани, имаме презентирано околу 30 експонати кои што се дел од традиционалното народно уметничко творештво, како кај нас, така и надвор нашата држава, искајни од вештите раце на нашите баби, мајки, свекрви, прабаби и така натаму, со нивните прекрасни креации и мотиви кои што се представени на самите каенини и со прекрасни колорит и прекрасни колоритни бои. Сепак, почитувани, би сакала да нагласам дека изложбата представува и еден сегмент од збирката, тоест етнолошката збирка, која што ја поседува нашата организација, а која што е прибирана по пат на долгогодишни етнолошки истражувања на територијата на нашата општина, по пат на подарок или откуп. И на крај би сакала да кажам дека сепак традиционалното килимарство, како кај нас, во Кавадаречко, например, во Тиквешијата, па и во пошироко во нашава држава, сепак представува една значајна нитка во националното народно уметничко творештво. И за миг, почитувани, се надевам дека ќе се вратиме во некое, би рекла, сепак не многу далечно минато, околу 100 до 150 години, во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. На изложбата представени се 30 на изработки на килими, кои потекнуваат од Тиквешијата и биле сигурно дел од традиционалната македонска куќа. Домашната изработка на килими и слични ткаенини, кои служеле главно за покривачи, биле застапени во многу македонски краишта. Денес немаме доволно историски податоци, врз кои би можеле точно да утврдиме кога и каде за прв пат во Македонија се појавило домашното килимарство. За употреба на килими се споменува во 16 и 17 век, кога турскиот патеписец Евлија Челеблија го бројува Скопје меѓу килимарските центри од тоа време. Повеќе податоци за килимарството на Балканот упатуваат на исток, од каде се пренела оваа културна придобивка со доаѓањето на турците. Но, истовремено имаме и податоци дека килимарството било застапено и пред доаѓањето на турците на овие простори. За изработка на килими во Македонија секако има влијанието на турското владење. Се прифачиле и ширеле ориенталните влијанија во уредувањето на домашните интериери. Разликуваме изработка на градско килимарство, кое се проширило и по селата. Покрај изобилството на орнаментални мотиви, дојдени од страна, жените ткајачки од Тиквешијата успеале со текот на времето да им дадат на своите килими ориентално обележје како одраз на своите собствени творички способности и уметнички доживувања. На тој начин, традиционалното килимарство во Македонија се формирало како одделна и значајна гранка од народното уметничко творештво со свој специфичен стил. Црвено-црната боја се сречива во материјалната и духовна култура на нашите простори и придонесува за збогатување на сознанијата и историјата на македонскиот народ и култура низ вековите, како основа за постоење на националниот културен идентитет. Црвено-црната боја е боја на стремежот, енергијата, радоста, символ на бојата на крвта и виното, стремежот на македонскиот непокор низ историјата. Црвено-црниот конец, со кој македонската жена, преку разбојот, создава своја приказна, преку символите ги прераскажува делови од животниот циклус на човекот, раѓањето, бракот и умирачката. Вештите раце на македонската жена, преку ткаењето ни остава порака на едно изминато време, но и порака за нашата иднина во целост. Со ова изложбата Килимарството во Тиквешијата ја прогласувам за отворена.